Драги мои, добар ден. Денес е среда, велат среќен ден, но може би најсреќен за оние кои што се уживаат во својот годишен одмор, некаде на плажа. А што се однесува до нас, до мене и до вас, секако ние ќе се продолжиме со нашата црвена линија, бидејќи денеска темата особено сакам да слушнам што ќе ми откриете и какви размислувања имате околу тоа што Македонија пред се може да очекува од својата туристичка сезона. Македонија е земја која што има неверојатни природни убавини, тоа е факт. Има можности за развивање на својот туризам, не само оној традиционален, туку пред се рурален туризам. Ова година Хрватска ќе напоменеме дека руши рекорди од приходите кои што ги добива од своите гости туристи, кои што и такако се светски познати личности. Грција си го држи своето темпо на голем број туристи и посетеност. Црна Гора поради тоа што оваа година изостана од своите гости од Русија и Украина, забележува пат на туризмот. Албанија ги зголемува своите понуди. Па денес црвена линија токму со вас ќе проговори за туризмот и што Македонија може да добие, а што губи во моментот. Меѓу другото, анкетно прашање имаме и на Инстаграм за оние кои што не следат, оние кои што не следат, се подразбира, направете го тоа веднаш и одговорете на денешното прашање. Каде ќе одите на годишен одмор? Дома или пак во странство? Се надевам ќе може тоа да го видите. Ете како изгледаме на Инстаграм. Не заборавајте да гласате. Резултатите ќе ги објавиме веднаш по рекламите. А она што мене ми јавуваат од режија дека го имаме и првиот гостин за денес. Добар ден. Да, добар ден. Ако може малку погласно, не ве слушам толку добро. Добар ден. Одлично. Сега Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Еве, ние во моментот летуваме во црвена линија. Кој ќе биде вашиот коментар за оваа сезона и туризмот во Македонија? Оваа сезона и туризмот во Македонија секој треба да си ги пуши назаде колку што ме долга чергата. Тоа е народна изрека. Затоа што сега во оваа сиромаштија, во оваа ситуација на енергетска криза, на здравствена криза, на економска криза, секој треба да се остане во Македонија. Имаме ние златни туристички места, од Доран, од Тересен, од Охрид и планинскиот туризам, каде што Македонија од секогаш била богата со тие туристички центри и не треба ние да се расфрламе, да одиме по Хрватското море, по Црногорското море, по Албанското море. А како можеме да привлечеме туристи кои што и такако имаат пари да се расфрлаат? Ако се сеќавате од Холандија, од Белгија, од таму ни да со чартер летови во Охрид, со чартер лето ида во Охрид од Холандија и од Белгија. И тоа годинава Охрид ќе биде во голема добивка со тие туристи, затоа што оваа година ќе биде богата година за цела Македонија, каде што има страни туристи. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам. Секако продолжете да не гледате до крајот на ова издание. Ете, денеска зборуваме за што може Македонија да направи оваа сезона да биде број 1 туристичка дестинација. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Се слушаме ли? Да, одлично ве слушам, повелете. Благодарам. Па вака, моето размислување е следното. Прво, ние од туризмот, не само ние, и цел свет, најмногу се радува на туризмот и гостите кои доаѓаат на туризам. Затоа што најмалку се вложува во туризмот, но најмногу се добива. Но има една голема непознаница во сето тоа, што нашите газди, да речам, хотелиери, кои што се занимаваат со тој бизнис, сакаат одеднаш да постигнат многу. Цените ги стават ненормално високи. И со тоа фактички тие ги бркаат туристите, место да доаѓаат кај нас, тие бегаат те во Грчка, те во Албанија и Црна Гора и сега. Меѓутоа, ако сакаат да биде прав туризам, ако да бидат прави хотелиери, тие треба да си направат калкулација пред да почне сезоната, да ги цените доведат до, да има добивка, но не одеднаш да има 30-50% поголема добивка, али за сметка на тоа ќе добијат помалку гости, и ќе биде помала добивката.
само ако направи математика. Ако не, тогаш се залажуваат дека ќе добијат многу повеќе со тоа што ќе ја качат цената. А ми се чини дека не се будали, што го прават, значи да речеме во Хрватска се намалени, Црна Гора се намалени, во Албанија се намалени, додека кај нас слушам во мојот Охрид, значи цените се зголемени и за сметка на тоа, значи Благодарам. Внимавајте на тајмер од 90 секунди, да не бидете прекинати. Секако благодарам што се вклучивте во оваа денешна дискусија. Меѓу другото, додека ве очекувам на 0230766777, дискутираме за тоа што еве барем во соседството оваа година Хрватска очекува рекорден прилив на средства од туризмот. Грција, добро позната дестинација, преполни се граничните премини, особено македонците љубат да летуваат во Грција. Црна Гора оваа година не им оди добро со оглед на тоа што нема посета на украинци и руси кои што беа редовни гости, а Албанија изненадува и ги зголемува своите понуди. Каде е тука Македонија? Да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте... Добар ден, црвена линија, повелете. Поздрав многу до тебе и до телевизијата. Голем поздрав и до вас, секако. Јас сакам да кажам, тоа што постап получување на пензија. Каде ти оди тоа одмор? Каде? Да. Од македонски граница отидува на еден автобус на Албанија. Значи, од 200 евра за 10 дена и се вради. А ние, те 200 евра, тоа ништо, 2 дена. Каде сме? Каде сме? Каде сме ние? Да видиме. Тоа ќе менуват Македонија. И македонци ќе менуват. Македонија ќе западне во едно невидено пустение. Ако продолжи така. Не можеш ти од еднаш да се збогатиш. Трета дена на пиво. Во Албанија кажуваат сега 50 дена на пиво. 100 дена ручек. 30 дена бурек. Хајде, ево бе. Јаванците е криза. Што е ова? Да ни? Еве на анкетното прашање, вие годинава ќе бидете дома како турист или ќе заминете некаде? Бе, дома, бе, како? Ти нема пари за не веќе. Не туристи да одим. Беше тоа некогаш. Водехме никаво. Те никаво, беше, ама сега не можеш. Хорудица. Бидејќи сме во ехот на туристичката сезона, многумина ја напуштаат земјата и заминуваат на својата омилена летна дестинација. Можете слободно да се јавите во црвена линија и да ни откриете какви искуства имавте онаму каде што летувавте и секако да направите паралела што е она што можеби Македонија го има повеќе или можеби она што и не достига. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Во програма сум. Секако во програма сте. Добар ден. Вака, зборувате за туризам. Како прво, како медиум, луѓето взимаат 10.000 денари пензија или плата 200 евра и доаѓаат луѓе од страна кои взимаат големи плати и одат на овде што имаат пари и се лигават, пијат виски, деца од 15 години, им дават родителите што ги украдува сите парцели и ги продадува и сега ќе зборувате за некаков туризам. Како не ви е срам телевизијата да го срамувате? Дали сметате дека Македонија не може да го полни буџетот од туризам, да развива елитен туризам? Гледачот го исклучивме, еве ќе потсетам она за што зборуваме во црвена линија. Македонија, а сам се исклучил, добро еве ми велат, останете да не гледате поентата на ова денешно издание на црвена линија и секако да проговориме за тоа што Македонија во текот и во екот на оваа сезона може да им понуди на туристите. Меѓу другото, еве една нова вест од Агенцијата за туризам. Она што направи е дека направија промоција и поддршка на не само на туризмот, туку и еко-кампања за дестинации без отпад, која што најавуваат да трае до 1 ноември.
Инаку преку социјалните медиуми, Facebook и Instagram и профилите на АППТ ќе бидат промовирани 30 дестинации под хаштазите чисто како дома. Ете, тоа е она што е ново кога станува збор за промоција на туризмот. Меѓу другото, ќе кажеме дека на социјалните медиуми треба да не заследите пред секако црвена линија на Facebook и секако црвена линија на Twitter. Сега, кога сме веќе кај Twitter, секако издвоивме коментари. Интересен е фактот и веќе потсетам дека Хрватска низ годините успеа да стане елитна дестинација на која што доаѓаат врвни светски познати имиња. Знаеме и самите колкав домашен буџет имаат Бекамови, така да не само што нивното присуство ја популаризира оваа туристичка дестинација, туку меѓу другото овозможува хрватите, иако имаат високи цени. Дубровник долго време важеше за град со највисоки цени за кои што и мештаните се жалеа. Дали Македонија може да го постигне овој феномен и да биде една фантастична туристичка дестинација? Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена Македонија линија. може да биде многу убава дестинација, меѓутоа зависи од рекламата. Колку пат рекламата е прва. Така да ние имаме многу убави места. Сега можеме со Хрватска ние да достигнеме, тоа нема говор. Меѓутоа имаме секако вид на туризам кај нас. Значи, ето, имаш там Палакрајдесто, па имаш езеро, па имаш планина, па има многу. Некој ако сакам, например, и овако, и така да еве доста туристи има што доаѓаат и што се презадоволни од нашите убавини, што можат многу да искористат. Меѓутоа, мене ми е другото. Никој пат, значи јас сум тука родена и цел живот живеам и уште, не сум го видела волку полно Скопје во туристичка сезона. Не сум за време на одмори. Да се чудиш, значи колку многу народ не е отиден нигдека. Сето тоа кажува нешто друго. Дека тука е веќе економијата. Така да некој, овие што имаат, да речам, некои објекти во Охрид или во Струга или во Дојран или по некој планини, ово што можеле да отидат, отишле. Затоа што кај нас многу луѓе има што имаат објекти по други дестинации, мислам во Македонија. Тука така да ти е да. Иначе зачудувачки е во Скопје, што значи финансиската состојба е катастрофа. Значи што е толку полно Скопје. Еве јас се чудам затоа што гледам и знам. Продолжете да не гледате секако и веќе потсетам, не заборавајте 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Ми јавуваат дека имаме гледачи, веднаш вклучувам нов гледач. Добар ден. Ало, Добар ден, црвена линија. црвена линија сме. Да, повелете. За туризмо нешто да кажем. Така. Видете, Македонија има убави туристички места, имаме посетители доста. Само треба да биде народо малце, поприемлив, тие гости што ги дојдат од странство да бидат добро пречекани, односно да не се подобрува кон странците и кон нашите туристи, и нешто треба цените да бидат достапни за нашиот стандард. Имаме ние и планински туризам, имаме Охрид, имаме Струга, имаме Дојран. Иначе не треба нашите да одаа и трошат своите средства во другите држави, например како Албанија или Црна или Грција. А според вас како е Ова година во кризни услови да го поминиме дома туризмот, што тоа ќе допринеси за изајкнување на позитивството. Тие тука ќе земат сите средства ќе останат во Република Северна Македонија, односно во хотелите во наши. Само треба тие пансиони или оно нешто да бидат поставни, за да можат што повеќе наши домашни туристи да дојдат во нашите места.
Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Продолжете и вие да не гледате, бидејќи се повеќе гледачи се јавуваат и еве може да слушнеме идејни решенија за Македонија како луксузна, еве можам слободно така да кажам, или пак интересна дестинација за летување. Одеме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, тоа е добро. Еве дали веќе бевме некаде, тоа да ве прашам? Дали Да, бевте на летување? Летување на нашето најубаво езеро, Охридското езеро. Добро, еве, какво е вашето искуство оваа година? Што можам јас да кажам, туристичката понуда во Македонија е добра, но не можеме ние да се мериме со Хрватското приморје, Црногорското, исто така и со бавините кои што ги има Егејското море, а и Ама можеме со Словенија, например. Словенија. За Словенија многу. Ало, дали се Да, слушам? продолжете, ве слушаме, повелете. Па, за моје мислење дека Македонија не може толку да има елитен туризам, да се развива елитен туризам, него добро би било да се привлекуваат домашните туристи, што почесто да ги посетуваат бавините во Македонија, што помалку да ги трошат девизите надвор од Македонија. Така да, исто така можам да кажам дека доста на Охридското крајбрежје исто така посетено и од туристи од Холандија, кои што се долги години на нивната мапа за летување. Благодарам што ја искористивте можноста и вашите 90 секунди. Еве, досега слушнавме дека можеби горе-долу најмногу гледачите сметаат дека токму ние треба да го зголемиме туризмот во Македонија и својот буџет и средства да ги оставаме во домашниот туризам. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Црвена линија, повелете. Стишете го телевизор. Да имате. Секако и вам ви посакувам се најубаво. Па еве, што можеме да направиме да ја Темата збогатиме? ви е многу жешка тема за овој социјален немир што го имаме веќе во нашата Македонија. Имаме немир политички, имаме немир со драстични покачување на цените и не знам кој од сите тие ќе напуштат земјата. Пред 2 недели напуштија колони кои што заминаа во Грција и се плашам како ќе се вратат назад во Македонија, бидејќи веќе почитуваниот Даниловски професорот не опомена дека влегуваме во втора недела на страшна пандемија на коронавирус и тие што замина во Грција, таму е веќе драстично зголемен коронавирусот и како ќе издржиме. Прво се потрошивме со тие корони веќе 3 години кои што трајат со купување на лекови кои што се драстично зголемени цените на лековите. Како ќе издржиме со зимата, а не да седеме на плажа и да си го сунчаме мозокот. Благодарам, но секако останете дома, седете и догледате го во издание на Црвена линија. Кога сме кај социјалните мрежи, веќе побарам од режија да покажеме една група која што е именувана како на одмор во Грција. Интересно е дека е огромен број на членови, 40.000 број колку што гледам, и тука се разменуваат најразлични искуства, критики токму за сите оние кои што еве патуваат во Грција. Но нешто подоцна по вклучувањето на гледачот ќе ви покажам како изгледа ако кликнете Хрватска, какви групи можеме да најдеме на Facebook. Добар ден. Ало? Здраво, Црвена линија. Ало, дали се слушаме? Одлично се слушаме. Вака сега. Значи, овој народ, готово вие над 60 години ќе плачат по Тито и по Југославија, кој ќе изгубиме и слободата, и финансиски, и све поред.
Да ги подсетам помладите гледачи дека кога бевме Македонија во Југославија, немаш човек по државата што не одеше најмалку еднаш на одмор, а некои 2 пати. Работничка класа, невработените, студенти, основно школо, средношколци, сите одеа со извидници, со феријалци на море, во Дубровник, во Југославија, во Будва, во Јадранско море, во Будва, во Чајни, во Ровињ, во секаде, ни цело Јадранско море. Тоа никогаш нема да се врати назад. Понижение беше да одиш во Бугарија на одмор. Со 100 марки одева не може да ги потрошат. А за Македонија како можеме ние да ставаме една интересна како можеме, дестинација? треба да се изградат што повеќе хотели и да има работнички хотели. За работничката класа треба да се одмори и за социјалните случаеви и за, да кажеме, невработените, да има најмалку 7 дена од државата бесплатно во хотел додатно одмор. Тоа е решението, ама никој не го слуша народот. Но сега оние кои што следат Црвена линија ве слушна вас, тоа е добро, благодарам што се јавивте во Црвена линија и нели напоменав еве дека ако напишете во пребарување на Facebook Грција, веднаш ќе излезе на позната група на одмор во Грција, но ако впишете Хрватска, интересно е дека ќе ви се покажат најчесто групи кои што се именувани како работа во Хрватска. Така да, факт е дека особено оваа сезона голем дел од граѓаните од Македонија, особено оние кои што се во угостителскиот сектор, замина и се побараа среќата да искористат богатата туристичка сезона на Хрватска за работа. Добар ден! Ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Сега вака да кажам. Повелете. Абе, тој уредник од вас. Многу малку е ова време што се јавуваат гледачи 90 секунди. Треба 2 сата да дават, секој нема што да давате за програмата. Добро, Едно 2 сата да давате Црвена линија, а не 90 секунди. уредникот секако ќе ве слушне и ја гледа емисијата. Овој гледачи ќе се јавуваат и да поставите теми за економија и земјоделие, народ нема лет да јада. Дали сметате дека ако развиеме туризам, а не да одат на одмор во Грција и што ти знам јас. И ќе ве молам да си треба еден саат, два, секој нема што да давате у програмите. Еден саат, два да биде ова Црвена така, линија. 1 до 2 часа Црвена линија. Добро, благодарам многу. Ќе биде пренесено до уредникот. уредникот. Госпоѓо. Ете, примевме една сугестија, имаме гледачи кои што посакуваат Црвена линија да трае 1 до 2 часа. Сега за сега траеме оноку колку што траеме, а меѓу другото ќе ве потсетам, не заборавајте да гласате на анкетното прашање каде ќе одите на годишен одмор, дома или пак во странство. Тоа ќе го прашам и следниот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро? Може само да прочитам ова, не би беше анкета да видам само. Ајде, сега веднаш ќе ја покажам. Добро. Прашањето беше понудата во Македонија. Во Македонија понудата е многу слаба. Значи немаме ни инфраструктура развиена како држава. Еве транспорт немаме. Железни се укинала возили за према Табановци, према Кочани, према Кичево. Автобускиот превоз исто така на тенки гранки стои. Значи, превоз, што се однесе до превоз, освен со своја возило не може да отидеш било каде на некој туристичко место. Затоа што немаш врска. Значи, ги немаме врските овозможено, нема фирми кои ќе те пренесат од тамо. Значи, никаква ни е понудата. Еве да речеме Вучич, иако много него симпатичен, ali im даде субвенции по 15.000 динари, мислам така, субвенции, и ги гледа цените колку им се таму, решето по бањите таму, има това и бањи, значи тој банјски туризам разве. Рурален исто така. Но? И рурален селски туризам, значи, ако сакаш да шеташ, има што да видиш. Али 15.000 динари е убава стимулација да се решиш
значи пола пари да ги даде држава, пола ама кај него дома, ама кај нас тоа. Благодарам и вие што се вклучивте во Црвена линија. Одиме малку кај Твитер заедницата. Така име 15.000 денари, ако ги конвертираме во евра со 120 евра, што значи ете има и такви стимулации, особено се развива руралниот туризам во соседна Србија. А кога сме кај твитерџите, Pixin Space има ваков коментар. Додека нашите влади од 91 па навака се замараа кој повеќе да украде, бугарите и сите други комшии си ги присвоија македонските јадења и зачини како нивни специјалитети и сега доаѓаат туристи за да ги пробаат и да потрошат некое евро плюс, но не во Македонија. Она што секако ве прашуваме, еве особено отворена е Црвена линија и за оние кои што токму можеби сега сте се вратиле од некоја дестинација или можеби сте биле турист во сопствената земја, кој ќе биде и вашиот коментар. Добар ден од мене до следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Вие сте во Црвена линија. Добар ден. А зашто не ме Ве слушаме, во програма сте. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Ало? Јас ве слушаат гледачите на Црвена линија. Добар ден. Ало? Ве слушаме. Најверојатно гледачката не може да не слушне нас, но вие сте на линија и тоа Црвена линија. И дали се слушаме? Добар ден, Македонија. Добар ден и вам. Секој е добар. Па пред се да кажам лично за мене, еве, деновиве са ова жештина, одам на мојата лоз, бавча, наводнувам на ова жештина, да ни суши родот, се мачеве како робови, за без пари, и така имаме една убава чоколадна боја, и таму вода езерска преку хидросистемот од Пештачко езеро Крилевско, ја квасам се натопувам и така си уживам јас како македонец, борец за Македонија, кој 20 години сум невработен во независна Македонија, оние душманите на независна Македонија ја предаваат, иако се привилегирани со дебели плати, тендери, и пак се северни, јужни, антикомунисти, НАТО, па декомунисти, па те анти-НАТО, антикомунистички НАТО марионети, се и се што се само еве сега доколку некој од некоја друга земја, еве странец ве праша што има да понуди Македонија, како би ја промовирале? Македонија има многу работи да понуди: Охридско, Бисер, езеро, нели, планини, убавени рај. Само за жал, што би слушнале во Македонија? Кај да појдеш македонска песна, нема да слушни. Да дојде некој јапонец кој пее македонски, американец, било кој, студирал, докторирал на македонска музика, нема кај да слушни македонска музика. Не бара Јужна Србија сме овдека. Букаризација. Благодарам што се јавивте во своите 90 секунди. Во меѓувреме, додека очекуваме еве и од вас, гледачите, можете да бидете инспирација, да дадете идејни решенија. Што е тоа што и недостига на Македонија да привлече туристи, иако можеби немаме море, верувајте дека планетата брои 7 милиарди, така да постојат луѓе кои што сакаат да уживаат и во малку поинаков нетрадиционален туризам на плажа и море. Па еве одиме кај Твитерџи, кога веќе зборуваме можеби за Македонија, најпопуларна дестинација градот Охрид. МК Кордер вели: тврдам дека Охрид е чист цела година и дека само во шпицот на сезоната може да се забележи ѓубре. Затоа што едноставно толкав е капацитетот на комуналните служби. Покрај највисоките цени и сметки во Македонија, зарем треба да плаќаме уште повеќе? Не сите охриѓани се во туризмот. Исто така еве можете да проговорите дали Македонија е прифатлива дестинација ни за своите домашни туристи кога се цените во прашање. Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Секој е добар. Сега, прво, како водителка, значи треба да се подготвите за една ваква емисија. Добро. Не може да барате од своите слушатели
нешто што не е реално и објективно. Ке бараме ние Бекамови да дојдат во Македонија, да се споредуваме со Хрватска, Црна Гора, па и Словенија. Рековте, сме можеле со Словенија да се споредиме. Со што ќе се споредиме? Со природните богатства и убавите. Во улица не може да одите од камче да се сопнете од нешто. А кај нас е прљавштина до прљавштина. Никаква култура, никаква како луѓе прво. Не сме. Ете го одговорот, тоа е пораката што сакаме да испратиме. Молам? Го дадовте одговорот, тоа е пораката што сакаме да испратиме како црвена линија. Па пораката е таа дека далеко е сунце. Ако сте чуле за Добрица Ќосич и далеко е сунце, тоа е пораката и тоа уште 500 години ќе трае. А едно, како народ, што не можеме да стасаме за елитни туристи, а друго, како земја, со која, како со јахтата да ти дојде на Охридско езеро. Мислам, дајте малце реално да се збори и реално нешто да се прави. Многу песимистички поглед, јас сепак сметам дека треба да бидеме оптимисти и тврдам дека можеби понекогаш и светската елита, не за можеби секојдневие и е луксус, па можеби ќе биде вистински предизвик пред се да погледне нешто поинакво. Како што е можеби и руралниот туризам, храната, немаме преубава природа и зошто да бидеме скептици, зошто не би можела Македонија да биде атрактивна дестинација. Добар ден! Добар ден! Секој добро и вам! Па се слушаме, ма ја не слушам ништо, ама ќе зборам ако слушате. Секако ние ве слушаме, повелете. Добро, окей. Дали за дестинациите за одмор кој како може да оди, мислам, нашите луѓе не можат да одат многу на одмор, затоа што повеќе сакаат да бидат социјални случаи, него да работат. Социјала, по мое, не дај Боже, нездрав човек, крив, сакат, не им пожелам тоа, тие се за социјална помош. А здравите луѓе ќе пуштам на секаде да работат, има работа во Македонија, затоа што Албанија имаме куп работници што работат во градежни со ова, ни се води евиденција ништо. Меѓутоа за одмор кој сака да оди, има работа и може. Ја на 70 години можам да поработам еден месец, два, кај кого било, сепак ме бива за нешто и ќе освојам 2 одмора да направам. Значи, луѓето само кукаат, особено овој Тале која ќе слушнам од Прилеп, викше само Тито на него му е учелото, зашто Тито е ја раси по државата. А кога сме кај Македонија, еве што можеме да направиме? У Македонија има многу убави места, особено младите сакаат да уживаат повеќе до 12 саат да спијат во Охрид и после стануваат на ручек и палегнуваат и плажата немаат. И ја им викам, па одете во Скопје има кафичи што мора во Охрид. Значи, не го разбираат одморот што е одмор. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија и ве дискусијата се вжештува. Имаме нов гледачи, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, повелете. Видете, пред 10 дена се вратив од Охрид. Како македонец сме инвестирале, сме купиле стан во Охрид, не нешто големо, 30 квадрати колку под шатор да неси, да имаш соба со 2 кревета, каде додиш да летуваш. Само волку ќе ви кажам. 35 години одам во Охрид и охриѓани ќе ги пофала. Знаат да наплатат, ама не знаат услуга да дадат. Значи, при услугата, како млади, додека студиравме, работевме со другарми во Англија летата, како келнери на брегот на Англија. И тамо од нас бара како келнери да им се смееме на гостите. Овде, како да им должиш нешто, влегуваш во ресторан, како да не си добре дојден. Не да ти се насмее, да ти пружи услуга, ти пружи задоволство, си заштедил некоја паричка, си отишол во Охрид да им ја оставиш. Многу има вработени и од
внатрешноста, да речам, од истокот доаѓаат, тие што не знаат англиски, што не отишле надвор да работат, па работат во Охрид како келнери и така натаму. Има ли странски туристи доста оваа година? Времето истече 90 секунди, како да ја благодарам што се вклучивте, па Ива, ако се даде шанса, завртете повторно и продолжете, искористете нови 90 секунди. Добар ден за новиот гледач. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Дали се слушаме? Добар ден. Јас ке се обидам уште еднаш. Најверојатно го немаме гледачот. Сега од Твитер ке издвоиме нешто интересно, дека кога станува збор за туристичка сезона, безбројни се начините како може да се односно да се направат средства. Така да туристичката сезона привлекува и многу аниматори, интересни ликови кои што еве изнаоѓаат најразлични дени решенија да заработат некој денар. Односно во овој случај евра, бидејќи Хрватска повеќе не е со куни. Самата фотографија вели дека доколку поминете во Задар, ќе го забележите овој невидлив гол човек кој што е во апостолки, што значи доволно е што е оставен овој шешир, каде што минувачите може да остават по некое евро и се разбира во текот на целиот ден еден забавен иновативен начин заработува. Сега она за што зборуваме во црвена линија, еве можевме да слушнеме најразлични видувања. Интересно е дека оние кои што се јавија сметаа дека подобро треба својот скромен, можеби и нескромен буџет да го инвестираме во туризмот во Македонија, односно да не летуваме надвор од неа. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Игор од Битола. Голем поздрав. Како е во Битола? Во Битола е жешко, пеколно, жешко, топло време. Така. Ајде за Македонија малку. Дали ќе одиме на одмор годинава? Дома или во странство или каков е планот? Јас дома. Дома поради... Кога е Македонија во прашање, кое ви е омилено место за одмор и релаксација? Охрид и Дојран. Не да откриете зошто е таков изборот. Зошто ги сакате Охрид и Дојран? Охрид е убав, пошто езерото е топло, е чиста вода, има доста туристи, има доста... Јас имам капено во првата плажа, одма близу до пато, ќе застанам, ќе си скапам, ќе зборнам со луѓе, ќе јадам еден сендвич ќе си порачам. И толку ми убаво што не знам, ко на небо да сум, ми убаво Охрид. А за Хрватска сум бил порано, ама татко беше жив и мајка ми. За напротив, татко ми и мајка ми умреа. Јас останав сам со наследна пензија. Благодарам за јавувањето. Сега време малку и ние да одмориме заедно со вас со реклами. Црвена линија и објава на резултатите од гласањето на Инстаграм, односно на нашето анкетно прашање, каде ќе одите на годишен одмор. За дома одговорија 56%, а за во странство 44%. И по резултатите останува да ве припуштам на програмата на Телма телевизија, да ве подсетам дека утре повторно ќе бидеме заедно во нашето време и секако да ми останете во добро здравје и да си одмарате душата каде ви е најубаво и наједноставно. Довидување.